Општинскиот граѓански суд во Загреб пресуди во корист на Северина Вучковиќ во еден од најследените семејни спорови во регионот. Според хрватските медиуми, судот одлучил нејзиниот син Александар да живее со неа, а воедно да одржува редовен контакт со својот татко Милан Поповиќ. Информацијата ја потврди адвокатката на Северина Јасминка Билош, која не сакаше да даде дополнителни детали поради чувствителноста на случајот. Според достапните информации, момчето ќе живее со својата мајка, додека контактот со неговиот татко ќе биде регулиран со судска одлука. Спорот меѓу Северина и Милан Поповиќ трае од 2013 година и низ годините помина низ низа судски одлуки и пресврти. По период на заедничка родителска грижа и на изменично живење со двајцата родители, судот сега повторно одлучи дека момчето ќе живее со својата мајка. На почетокот на 2024 година Врховниот суд ја поништи претходната одлука на Сплитскиот окружен суд и го врати случајот на ново одлучување поради процедурални недостатоци во текот на постапката. Откако во јавноста се појавија првите шпекулации дека веќе не се во врска и Сара и Жига ги избришаа заедничките фотки од Инстаграм со исклучок на неколку фотографии од настапи и професионални соработки, а оставена е и по некоја приватна фотка како доказ за нивната некогашна љубов. Српската пејачка Сара Јо и словенечкиот танчар Жига Шотлар раскинаа по 5 години врска. Изминативе години тие беа неразделни, заедно патуваа секаде, но во последно време Сара објавува фотографии на кои е со пријателките, а без дечкото. Таа со Жига беше и на настан кај инфлуенсерката Дуња Јованич, но не сподели ниедна фотографија со него потоа. Откако во јавноста се појавија првите шпекулации дека веќе не се во врска и Сара и Жига ги избришаа скоро сите заеднички фотографии од Инстаграм. Исклучок се неколку фотографии од настапи и професионални соработки, а оставена е и по некоја приватна фотка како доказ за нивната некогашна љубов. Безвременската оперска класика Травијата од Џузепе Верди, ремек дело кое плени со својата страст, драматургија и незаборавна музика, ќе биде изведена на сцената на Националната опера и балет на 27 мај со почеток во 20 часот во рамките на 54-тото издание на фестивалот Мајски оперски вечери. Инспирирана од романот Дамата со камелии, оваа опера раскажува длабоко човечка приказна за љубовта, жртвата и судирот со општествените норми. Диригент е гостинот од Унгарија Гергел Кеселјак. Режијата е на реномираната германска режисерка Верена Штојбер, создавајќи моќна продукција чиј главен фокус е сценската динамика и визуелната префинетост. Сценограф и костимограф е Софија Шнајдер од Германија, кореограф Саша Ефтимова, концерт мајстор е Јане Бакевски, а хор мајстор е Јасмина Ѓурќевска. Во Скопје денеска официјално ќе биде представена програмата за јубилејното 25-то издание на Оффест, еден од најзначајните музички фестивали во регионот. Годинашниот фестивал ќе се одржи од 3 до 6 јуни и ќе донесе богата музичка понуда со учесници од 12 држави широм светот со посебен фокус на африканската музичка сцена и култура. Организаторите најавуваат разновидна и динамична програма исполнета со концерти, уникатни музички настапи и културни содржини кои ќе понудат вистинско светско музичко доживување за публиката. Во рамки на придружната програма традиционално ќе биде прикажан и легендарниот бразилски документарен филм Елис и Том, кој важи за едно од најпознатите музички документарни остварувања.